Останува ли Македонија заглавена на европскиот пат, додека земјата тапка во место, а реформите се блокирани? Ниту власта, ниту опозицијата не се подготвени на отстапки. Од денеска, Ирска го презема претседавањето со Советот на Европската Унија. Проширувањето останува меѓу приоритетите на Даблин, но прашање е дали Македонија ќе искористи поддршката за членство во Европската Унија. Силно ја поддржуваме и Северна Македонија и незиното пристапување во Европската Унија и ќе работиме заедно со партнерите во Унијата и со властите тука во Скопје, за да видиме кој напредок ќе може да се направи на тоа поле. А додека во Брисел во еден ден се одржаат 4 меѓувладени конференции со Украина, Црна Гора, Молдавија и Албанија, на домашен терен македонските пратеници се обвинувања кој е виновен за блокадата на евроинтеграциите. Македонија е спремна да разговара за тоа што треба да се направи дополнително за владењето на правото, што треба да се направи дополнително за реформа во администрацијата, но навистина многу ни е тешко да разговараме за поглавја како политички суети и историски фрустрации. За опозицијата, власта е виновна дека Македонија заглави на евроинтегративниот пат. На мотото на ирското претседателство гледаат како порака до домашните политичари. Парламентарните избори од 2024 година не најдоа со отворени постапки за уставните измени. Денес во 2026 година се уште ниту еден чекор и нема ниту некое предвидување дека ќе има нешто во правец на ова. Со години сме заглавени во истите ровови, во истата матрица. Власта ја обвинува опозицијата, опозицијата ја обвинува власта, а државата тапка во место. Ниту едно европско преседавање не може да го замени отсуството на реформи, не може да го замени политичкиот диалог и ниту едно не може да се замени одговорноста према граѓаните. Во законодавниот дом Ириска денеска ги представи приоритетите на претседателството со Европската Унија. Конкурентност, заедничките вредности на Унијата и безбедноста се трите столба на државата, која ќе преседава со Советот на Европската Унија во втората половина од 2026.